на овие домашните, едните кои што се спремни све да предадат само да останат на власт. Се да направат само како што сака Брисел и Вашингтон и што подолго да владеат и да располагаат со буџетските средства на граѓаните на Република Македонија. Да им се спротиставиме и на вторите, кои се спремни уште повеќе да предадат, ама тоа да биде после изборите и действото на предавството да биде, ако може, одложено. Не веднаш да го осетиме, туку малку подоцна. За разлика од нив, коалицијата Храбро за Македонија не предава ни пред избори, ни по избори. Промена на устав Но Пасаран, преговори за идентитет и јазик Но Пасаран, нема пролаз. За Европа, да, но повеќе не сме подготвени за изживување од било кого. Бараме од граѓаните да не подржат, за да видат дека на сите вакви негативни тенденции и понижување на македонските граѓани, токму оваа коалиција Храбро за Македонија ќе се спротистави, ќе даде соодветни аргументи и во исто време ќе го подигне достоинството на граѓаните на Република Македонија. Најмалку ни е битно некој да не тапка по рамото, најмалку ни е битно да се присламчиме со некого за да само бидеме дел од власта. Нашата цел е да ја практицираме политиката и да ги разобличуваме нашите политички противници во негативните практики кои ги прават во Република Македонија. Поштувани граѓани, со промена на уставното име, нели велеа дека нема да боли и ќе станеме членка на НАТО и на ЕУ. Дали станавме членка на НАТО? Не. Нели само името ќе го промениме, а ни кажаа ли дека државјанството повеќе нема да биде македонско? Го изгубивме македонското државјанство? Да. Дали во било кој документ личен ни стои дека сме македонци? Не. Ни го кажаа ли тоа при промената на името? Не. Не лажеа ли? Да. Исто така и сега се обидуваат со овие уставни промени и сите тие преговори со бугарите да ни направат нови и нови лаги, а сето тоа вткаено во представници кои се обидуваат да бидат председатели на Република Македонија под плаштот на нови уставни промени во кои што нашето општество ќе станало граѓанско, а сега не било граѓанско, и во кои што и последното место каде што стои зборот македонец ќе се тргне, а тоа е од уставот на Република Македонија. Затоа храбро ќе излеземе, затоа храбро ќе им се спротиставиме, затоа народот мора да знае што спремаат, што подготвуваат и докаде се дека нивните предавства се бескрајни. Не се плашиме од никакви санкции, не се плашиме од ништо. Честно, никогаш компромис не сме правеле со вистината и со честа, и затоа сме подготвени вака црство да застанеме зад интересите на граѓаните на Република Македонија. А кој друг да застане, ако не ние, на кој што вие сте ни дале поддршка, сте ни дале подписи, сме регистрирале партии и јас и Самка сме учествувале и во практицирање на власта, значи сме земале за тоа плата и сега сме најповикани да се спротиставиме на овие негативни тенденции. Да живее коалицијата Храбро за Македонија. Денеска ќе ги соопштиме и носителите на листи. Во изборна единица број 1, носител на листа ќе биде доктор Добрила Андоновска. Доктор по медицински науки, специјалист за пластична и реконструктивна хирургија. Во изборна единица број 2 ќе биде носител професор Љупчо Ристевски, кој е доктор на науки, на политички науки и на теолошки науки.
Во изборна единица број 3, носител ќе биде доктор Јордан Николов, доктор по ветеринарна медицина. Во изборна единица број 4 ќе биде господјата Ружица Николова, дипломиран менаџер и стопанственик од Гевгелија. Во изборна единица број 5, носител на листа ќе биде господинот Самке Ибраимовски, дипломиран економист од Тетово. Во изборна единица број 6 ќе биде господинот Зоран Софревски, електротехничар од Гостивар. Гледате дека нудиме кадри од различен профил, нудиме кадри и добро едуцирани, значи со докторски дипломи, нудиме кадри и во делот од стопанството, економисти, нудиме и обични граѓани кои што заслужуваат нивниот чесен и коректен однос во своите средини, заслужуваат да бидат кандидати за пратеници во Собранието на Република Македонија.